Постојано се врти на популарна изрека што можеш ти да направиш за државата, нешто да направи државата за тебе. Јас секогаш сум се водела тој, така и сум работела, јас немав никаков приход од тоа. И ден денес немам, искрено. Меѓутоа проаѓаат години, сваќаш дека мене тие години во стаж ми одминале. Јас немам стаж за тоа. Но најголем дел, посебно од индивидуалните спортови во Македонија, се разочарани и го имаат истиот проблем кој што го имам и јас. И таа ми беше една од идеја дека можеби ако успеам преку оваа млада бунтовна екипа да влезам како што сум и јас природно бунтовна, да направиме некоја позитивно поместување и за државата, затоа што како спортист секогаш сум била амбасадор. Буквално има луѓе кои што немаат слушнато за Македонија и ние сме биле луѓе кои што сме ги привлекувале. Каде е таа Македонија? Знаете, која имало трки во Европа, ќе дојдеме и ке вас, знаете, сме привлекувале интерес, шириме, буквално сме амбасадори. Да, дипломатија е практично спортска. Да. И си викам, јас сето тоа веќе го работам без пари. Дај да бидам очигледно дека на овој начин јас не успевам да преживеам. Очигледно дека за жал кај нас, само ако си во политички води, можеш да се истакнеш и да го чуеш, да ти биде чуен гласот, да ти бидат чуени идеите, и така почнав да размислувам. Што и не е најстрашно, нели? Да, не е најстрашно, кога веќе сакаш да видиш што можеш да направиш и да понудиш. Не сум ни неедуцирана, имам добра позадина, барем преку факултетот за безбедност, можеби не вработам, аз секогаш велам дека барем нашата генерација, првата, истото го кажуваат и професорите кои што ден денес не се сеќаваат на нашата, не паметат на нашата генерација, дека ние сме онаа најсилна генерација кој што излегла после толку години, и моето знаење, посебно ети во некој правен сегмент, политички сегмент, безбедносен сегмент, врзано со спортот, дека јас имам некоја цврста позадина која што можам како интелектуалец да ја споделам и дополнително на тоа како спортист да ме доведе на некоја повисоко место каде што ќе можам да бидам слушната, затоа што мојата борба како атлетичарка е, оваа атлетичари само се бунат, немаат никакви резултати и не те слушаат воопшто, не те перцепираат. Јас кога влегов во политика многу и малку ме има исперцепирано како атлетичарка и како спортист. Ме знае како кандидат за градоначалник, како некоја нов политички лик, и што воопшто не беше погрешно за мене, затоа што ме одвои тоа реално генералната перцепција на народот е се уште дека можеби оправдано во голема мера дека не се спортистите многу образовани, посебно не се интелектуалци. Затоа што во главно кај нас спортисти се фудбалери, кошаркари, ракометари кои што пак имаат можеби повеќе финансиска можност да си дозволат да не се образуваат понатаму, туку да се посветат само на фудбало, да речеме. Одлично го објаснила. Да. Мислам дека таа е перцепцијата и за останатите, затоа што тоа е дефиниција за спортист кај нас, па и генерално во спортот, во светот, извинете. И тоа ме мотивираше да влезам, да се активирам некако политички,